Русија, регионот Калуга, село Вознесение. Двокатна црква Вознесение Господов. Ниша во внатрешниот зид на олтарот. Слична ниша има и од другата страна. Димензиите на нишата се зголемени. Има џито тули и мала ниша. И таму ништа се користеше за инсталирање на шпоред. Дали ги гледате срушените тули? Ширината и висината на нишата се зголемени. Да ставиш шпоред овде. Искршиле дупка до врвот и вметнале оџак. Тулите во џидот се држат заедно со белмалтер. Растворот за преработка има кафеава боја. Центар на храмот прв кат. Под нивото на подот се прави воздушен канал. За снабдување со ладен надворешен воздух во шпоретот. За шпоретот да не троши топол воздух од просторијата. Воздушниот канал беше намерно направен со мазни свиоци, за да се измазнуваат налетите на воздухот. Нишата во столбот е направена при изградбата на црквата. Нишата беше зголемена за да се смести шпоред. Ги скршиле циглите од столбот. Видливи се остатоци од црна саѓи. Направиле дупка за оџакот. Искривена дупка и срушени тули. На соседниот столб е направен и шпоред. Траги од измена, тули се држат заедно со кафеав малтер. Над оваа печка е направена и дупка за да може да излезе чад. Тука е вметнат метален оџак. Се качив на вториот като црквата. Тука се видливи две јами. На дното на јамата се наоѓа дупка. Ова е дупка за оџак. Поради ваквата модернизација на зградата се урнал подот од вториот кат. Ја покажав оваа дупка одоздола од првиот кат. Искршена дупка на таванот за оџак. За да ја изнес цевката надвор, на надворешниот зид на црквата удриле дупка. Вака изгледа дупката од надвор. Тулите се нокаутирани и сечени. Кога русите ја изградиле оваа црква, Русија била топла цела година. Немаше мраз, немаше снег. Немаше потреба од грејење. Но климата се промени. Моравме да ги приспособиме зградите на студените услови. Поставете шпорети и пробијте ги оџаците. Научната историја го крие фактот за значајни климатски промени во блиското минато.